Во студиото на Здрава Македонија, по 9 часот се дружиме со Благој Бочварски, пратеник во Собранието на Република Македонија и поранешен министер за транспорт и врски, психолог Бојан Ѓоргиевски и Данче Азманова Мирчевска, основач на платформата Working Mom. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 13 минути. Ви велам добро утро на сите вам кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и верувам дека ќе следите Здрава Македонија се до самиот крај. Ќе ги слушнете сите разговори кои што ќе ги направиме со нашите денешни гости, а пред се ќе се потрудиме да одговориме на сите она што најмногу вам ве интересира. Ово утро, како што знаете, јас и Александра сме ваши домаќинки. Александра, верувам дека ќе си имаме убави разговори со гостите денес. Така, одлични разговори имавме со гледачите во оној дел кој е отворен за нив, но во овој дел наши гости се оние кои што секојдневно ги каниме од различни општествени сфери и теми кои верувам дека ќе дадат свој придонес на она што имаме да го споделиме. Така да ги представиме уште еднаш, само на самиот почеток сакам да кажам дека сите се облечени во боите на Канал 5, не знам дали се договорили или не, ќе ни кажат нешто подоцна. Веднаш до мене е господинот Благој Бочварски, пратеник во Собранието на Република Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Ситуацијата во Македонија навистина многу тешка, многу работи се случуваат, особено последната трагедија, нешто на кое што постојано мислиме и постојано бараме прашања и одговори од сите оние кои што треба да ни ги дадат. И верувам дека и за вас лично е тешка цела оваа ситуација и баш се двумевте дали да ни дојдете во Здрава Македонија, затоа многу ви благодарам што не го откажавте гостувањето. Благодарам уште еднаш на поканата, навистина и како што кажавте вие во вашата најава, ова е тежок период за државата, за сите граѓани. Јас доаѓам и од источниот дел на државата, токму од Штип, каде што имаше и 5 жртви, но секако трагедијата која што се случи во Кочани и одзеде 59 животи, пред се на млади луѓе, е нешто кое што нема така лесно да го преброди ова општество, државата и ние, и секако треба да научиме да се носиме со една ваква состојба, да разговараме повеќе, да наоѓаме начини како да го пребродиме овој период и да учиме од грешките кои што се случуваат во државата. Да, како што споменав, ќе одговориме на многу прашања кои што најмногу ги интересираат нашите гледачи. Веднаш до вас е Данче Азманова Мирчевска, основач на платформата Working Mom. Прва доаѓате во Здрава Македонија и во Канал 5 и добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, фала ви навистина за поканата. Драго ми е што сум дел од оваа емисија. Да, ќе споменеме се разбира за чувствата кои што сите ги имаме во оваа ситуација, но со вас ќе позборуваме за нешто друго. Верувам доста корисни совети и информации ќе споделиме за сите млади мајки. Веднаш до вас ни е Бојан Ѓоргиевски, кој што е психолог и кој што ќе ни даде совети како да се справиме со целата оваа ситуација која што ни се случува. Добро утро и добре ни дојдовте вие. Добро утро, фала ви на поканата и поздрав до сите гледачи што не гледаат. Да. И јас би започнала, Александра, токму со она кое што ни се случува. Како ја примивте веста за трагедијата и како воопшто се соочувате со сето она кое што ни се случува периодов? Данче, ќе почнеме од вас. За жал треба да се случи некоја ваква трагедија за ние некако да се сепнеме, да се разбудиме од сони, да сватиме дека нешто не чини и дека нешто итно треба да се промени. Од размислувањата како кјути си, трај си, има и полошо и од тоа, а јас да си молчам, да не изгубам позиција, да не ми скратат од плата, да не ми изфрлат. Сметам дека токму од ваквите ставови ние дојдовме на ова дереже, како што сме денеска. И мислам дека сите ние носиме една колективна вина затоа што некогаш во нашите животи сме биле слепи и глуви за некои може минимални неправди што сме ги гледале, за мито и корупција, недоследности, неправилности. Едноставно сме си кажале зошто јас да го кажам тоа, зошто да го пријавам, никој нема да реагира, само полошо ќе биде ако кажам. Навистина се надевам дека оваа трагедија ќе не сплоти, како што покажува искуството до сега и ќе не охрабри ни отворено да кажуваме што е она што чини, што е она што не чини во општеството, без разлика дали на власт се нашите, вашите, третите. Едноставно да се охрабриме, да креваме глас против неправдите и овде да ги искористиме социјалните мрежи, медиумите, затоа што имаме слобода на говор каква што никогаш не сме имале порано и тоа треба максимално да го искористиме. Овие денови сметам дека никој не остана рамнодушен на она што се случи, сите сме со скршено срце, сите сме со грч во себе, дури вака на улица кога ќе сретнеш некој гледаш дека не е иста енергијата како порано. Па дури самите деца осеќаат, без разлика колку се малечки, дека нешто не е како што треба, дека мама и тато не се толку весели како порано. Значи,
врз сите имаш овој импакт, Влие, дефинитивно. да. Бојан, какво е вашето чувство? Вие сте психолог, но како психолозите на себе си помагаат во вакви ситуации? Знаете, како ние сме психолози, но сепак го доживуваме ова како сите други лица. Едноставно, мене лично ме допре многу настанот. На почетокот дури ги имаше и тие фази кај што прво слушаш за тоа, си као дали ова реално, како да се случува на некој друг некаде. Но потоа кога ќе дојде моментот на реализацијата дека и ова е на вистина што сите не афектира, некако го доживеав тоа на начин што пробував да останам присебен во тоа, но сепак е нешто што пак иако ние сме тие што сме бедемот и што треба да бидеме тука, и сепак сме и ние луѓе и едноставно тоа не може да не допре. Така, сите сме луѓе и сите сме граѓани на оваа држава, но граѓаните на протеста, пратениците на одмор, господин Бачварски. Најпред, во однос на трагедијата, морам да истакнам дека сите се согласуваме и најчесто го слушаме тезата системот да се промени, да сите делуваме во насока да тој систем се промени и навистина тоа е факт. Но треба сепак да сите знаеме дека системот го правиме сите ние. Законите во државата можат да бидат едни или други, веројатно треба да се подобруваат во одредени сегменти. Имаме и закони кои што се целосно согласени со законите во Европската Унија, но прашањето е колку ние сме подготвени како општество, како поединци, на секој закон да одговориме така како што е напишано дословно, да почитуваме правила на живење, правила на движење, правила, не знам, на почитување на сообраќајот, на паркирање, од секојдневието да почнеме. И дали сме подготвени тој систем сите заедно да го менуваме. Во однос на прашањето, собранието е колективно тело каде што председава председател на собранието. И тој председател, ако закаже денеска седница на полноќ, пратениците ќе бидат на своите работни места. Инаку јас и вчера бев, односно завчера на работното место по собранието, имав одредени средби, денеска повторно ќе бидам таму, но темпото на седниците на комисиите го диктира раководството на собранието, председателот, мнозинството во собранието и таа координација која што се одржува. Веројатно имало одредени причини, председателот заедно со подпредседателите на собранието, со координаторите на пратеничките групи, дека во даден момент има одредени состојби кои што даваат за право да тоа така го одлучи како што го одлучил, но тоа не се одлучува помеѓу 120 пратеници. Јас не сум дел од таа координација, но знам дека јас лично, ако закажат и денеска седница на полноќ или во колку и да е часот, секој од пратениците верувам дека ќе биде на таа седница. И од тој аспект одлуката за тоа како и зошто и кога ќе се закаже седницата треба да се бара во раководството на собранието. Имаше одредено соопштение таму, но имаше и соопштение дека пратениците се овде, бидејќи јас вчера со неколку од нив се сретнав во собранието. Така да ги слушнав коментарите. Сметам дека треба тоа да се објасни во јавноста, дека не е така како што изгледа, дека никој од тие луѓе не е на одмор, но дека и сите тие се луѓе, како што каже и Бојан пред малку. Секој е погоден од оваа ситуација. Јас лично имав фамилиарен личен пријател во овие луѓе кои што беа во трагедијата од Штип. И на некои од тие млади деца ги познам родителите. И тоа е нешто кое што ќе не води нас и ќе го носиме со себе и во наредниот период. Тоа е тешка траума за општеството. Така што сметам дека треба во вакви моменти ворете народот, граѓаните да ги дадат своите коментари. Ние сме демократско општество, но треба да се адресираат таму каде што сепак им е местото. Да, Бојан, да продолжиме со вас. Какви последици може да остави ова колективна трагедија која што ја нарекуваме по менталното здравје на долг рок? Да, ова не само што ги афектира најзасегнатите, и исто би искористил и приликава да изразам сочувство до најзасегнатите од оваа трагедија, исто не само фамилиите, туку и нивните блиски луѓе, како и сите што се повредени, им посакувам во најскор можен рок да се опорават од сето ова. Но
да, како што реков, ова остава трага и на пошироката јавност, бидејќи сите го сведочиме ова и сите сме на некој начин афектирани од сето ова. Да. Главно нешто што сега ќе се намали довербата едноставно во целиот систем и во институциите. И онака малата доверба. Да, и онака малата доверба, но не е тоа само ради ова што се случи сега. Сите настани изминатиот период некако како да се таложеа и една од дефинициите за што е траума е токму тоа, кога одредени трауматски искуства се повторуваат и не може да имаме простор да заздравиме и да се исцелиме на некој начин од некој од тие искуства. Исто така, повидливи последици ќе бидат и стравот што ќе постои, што е нормална реакција и тоа понатаму ќе се надоврзам за колку е важно да се нормализираат сите овие реакции што можеби во обична ситуација би изгледале како поинтензивни, како да отстапуваат, но во ваква ситуација се сосема разбирливи, сосема нормални и многу е важно да се уважат тие чувства што постојат. Така што стравот што е присутен сега можеби ќе направи да луѓето се поонака опрезни, попредпазливи, дали да одат на некои поголеми собири, на концерти, сето тоа ќе влијае, исто како што кажав, и се пренесува едноставно траумата како искуство на целата заедница. Особено мене ме радува што покажа македонскиот народ дека е доста сочувствителен, имаше голема мобилизација, не само финансиски, туку и од најразлични служби, и од нашата бранша, Комората на психолози, заедно со Црвениот крст, создадоа одма тимови и се веќе на терен, така што за да ги ублажат последиците од ова тешка траума на сите нас што ни се случи. Да, Данче, кога сме на тема трауми, во вашиот живот навистина се случила сериозна загуба. Не знам колку сте подготвена и сакате да зборувате за тоа, но како вие се справивте со вашите емоции во периодот кога изгубивте нешто што навистина ви беше најсвето? Така, по природа сум оптимист, меѓутоа и ова што се случи, некои вакви ситуации, едноставно кога го губиш тоа што ти е најдраго, ме прават некако полна со негативна енергија, анксиозност и неизвестност за иднината, особено иднината на син ми, затоа што, мојот син има само 2 годинки, допарва ќе излезе во светот, допарва ќе оди во кафичи, во дискотеки, ќе се враќа во 4 часот наутро и јас како родител, она што можам да го направам е да го подготвам за она што го очекува надвор, да го екипирам со вистинските вредности, со цел кога и во каква ситуација да се најде, да го направи најдоброто, најправилното во тој момент. А во однос на тоа како се справувам со негативни емоции, мојот издовен вентил се вежбањето и пишувањето дневник. Исто така имам една тактика, што би ја споделила со гледачите за смирување и за заспивање, секако. Тактиката е 4-7-8, тоа значи дека 4 секунди земаш воздух, 7 секунди го држиш, 8 секунди го издишуваш. Направите го тоа неколку пати, голема веројатност е дека ќе заспиете. Да, и дека ќе се смирите. И дека ќе се смирите. А периодов, пробувам, јас сум практичар и затоа сакам да пробам различни тактики да видам што ќе ми помогне. Периодов баш овие денови пробувам 2 нови тактики. Едната е пеперутка, тоа значи дека вака ги поставуваме рацете, се тапкаме силно. Во Македонија може поинаку да ве разберат. Да, јасно, точно, да. Значи пеперутка, вака ги поставуваме рацете и се тапкаме во време трајање од 30 секунди. А другата тактика, си ставаме замрзнат овош или зеленчук тука на вратот, исто држиме 30 секунди и овие тактики всушност му кажуваат на нервниот систем да се смири, дека се е окей, дека може да се опушти. Еве гледачите може уште веднаш да ги пробат. Овош или зеленчук да ставиме на вратот? Замрзнато, да. Сигурно имаме дома сите. Така, баш таки. Убави, интересни тактики, но како се смируваат политичарите по се она што ни се случува во Македонија и во нашето општество, а некако годинава како да ја започнавме со тажни и тешки настани? Сите сме луѓе од крв и месо, така. Како за секој граѓанин, навистина ваквите периоди не погодуваат сите и како што кажав, не е лесно да се преброди една ваква ситуација, без разлика кој на која позиција во моментот во политиката или надвор од политиката се наоѓа. Ова е национална трагедија која што не потресе сите и гледаме дека допре до секаде во регионот и во Европа и сметам дека треба преку делување.
заеднички да носиме одлуки кои што ќе го подобруваат тој систем на функционирање. И пак ќе се навратам на тоа кое што е главна тема овие 30 години во јавноста или во државата, тоа се двете стратешки цели. Едната беше да станеме членка на НАТО, за да си обезбедиме државата и за да изградиме воен систем кој што ќе функционира безпрекорно. Ако се сеќавате во 2014-15, главна тема за армијата беше дали имаат кондури војниците. Денеска такви прашања не се поставуваат, бидејќи сме прво безбедни како држава, од друга страна војската ги има сите стандарди кои што ги имаат останатите армии од НАТО алијансата. И тоа како стратешка цел е исполнето. Од друга страна, Европска унија. Ние можеме да бидеме и фрустрирани, можеме и да се меѓу нас низ разговори иритираме, нервираме, еве каква е таа Европска унија, нели? Често слушаме, гледајте сега пак барат. Значи ние треба прво да сватиме дека Европска унија ние бараме заради да подобриме животот на граѓаните на Берлин или на Париз или на Брисел. Таа Европска унија е за нас. И за овој систем да стане таков каков што сега го дискутираме секојдневно. И ако тоа сакаме да го направиме, ајде да го направиме. Тоа го зборувам сега за сите политички чинители кои што носат одлуки. Сакаме ли тој систем да биде како во Данска, како во, не знам, Австрија, Германија, како што нашите граѓани кои што патуваат таму или привремено работат или живеат таму, гледаат дека да, таму државата функционира безпрекорно. Подготвени ли сме за таков чекор, бидејќи еве споменавте многу светски дестинации, таму претениците и оние кои што имаат државна служба патуваат со велосипед до своето работно место. Данска, Шведска и оние држави. Кај нас службениците и државните функционери патуваат со службени возила кои што сите знаеме каква е плејадата на возила, колку се службените трошоци и се она, колку сме подготвени, зборувате многу. Апсолутно, значи системот е тој кој што треба да го изградиме заедно. Ако еве денеска во државата владата има собствени возила кои што се во служба на тие кои што во моментот ги вршат тие позиции и функции. Тоа не се возила на министрите, тоа се државни возила. Пратениците немаат државни или службени возила, користат приватни возила. Ако се донесе одлука во која што треба, како што велите вие, со велосипед да се оди, ќе се оди со велосипед. Зарем треба да се донесе одлука да се грижиме за животната средина. Да, ама ако е тоа клучното, во ред, тоа нека се почне од таму. Значи, прифаќам се, но дајте да знаеме каде оди државата. Дали само на хартија пишуваме, да, ние сме за полноправно членство во Европската унија во сите документи, а при тоа дали работиме на тој систем да го достигнеме и исполниме. Значи да бидат платите повисоки. Еве ова кое што се случува сега. Генерално, јас сум бил во служба и во општина и во министерство. Една од слабите алки на системот се инспекцијските служби. Не сите како инспекторати, но има одредени инспекции кои што се слаби. Зошто? Затоа што на огласи кога објавуваш за вработување на инспектор не се јавуваат луѓе. Морам само да забележам дека исто во ова го кажа градоначалникот на општина Дојрани дојде пред некој ден и токму тоа го кажа, дека и кога објавуваат оглас за инспекции дека не може доволно да се најде соодветен и стручен кадар. Зошто? Затоа што политичкиот притисак влие на одлуката на инспекцијската служба или затоа што немаме доволно соодветни кадри кои што може да ја испочитуваат? Предпоставувам секој од тие инспектори или стручни лица кои што можат да работат како инспектори го имаат својот одговор на ова прашање. Но за мене клучно е, јас кога бев градоначалник имаше двајца градежни инспектори во општината. Еден имаше, јас успеав уште еден да ангажирам. Но сите општини во источниот регион, најголемиот дел од нив, не сите, најголемиот дел нема инспектори градежни. И тоа што кажува, кој ќе се бори со нелегалното градење? Ако нема инспектор, нема кој да контролира, да подпишува, да стопира, да руши такви објекти кои што нелегално се градат. И ја добивав писма од други општини, деловно техничка соработка, ќе молам да ми го стапите инспекторот утре да исконтролира нешто и така. И тоа се случуваше и во Скопје. Во Скопје до пред некое време имаш две општини имаа само скопски инспектори. Ако не се лажем, аеродром и Карпоши си ги менува истата особа, беше инспектор еден ден таму, еден ден за цело Скопје. И сега ние велиме како ќе се бориме. И зошто е тоа така кога ќе кажеш ти 30.000 денари плата за инспектор кој што треба да контролира еден ваков систем моментален кој што го имаме, нема да дојде. Сега што треба да покачиме платите, примањата, додатоци на тие луѓе, заштита при работа и така натаму. Политичкиот притисок и влијанието треба да го исклучиме од овие функции? Па тоа е индивидуално. Јас кога сум работел, затоа што секој инспектор е самостоен во одлучувањето.
апсолутно не сум имал никаков контакт при неговото одлучување. Не можам да кажам на друго место дали е тоа така, но така треба да биде по закон. И тоа е дел од системот, пак ќе се вратам. Да инспекторот носи одлука согласно неговото убедување, согласно закон и да нема овде никакво друго мешање, но тој да биде награден за таа работа, да биде платен и да биде таа работа интересна за некој да се нафати да ја работи. Инаку тој истиот градажен инженер ќе отиде во приватна фирма, ќе ја земат 3 пати поголема плата од тоа кој што му се нуди таму. И при тоа нема да биде лошиот играч во одредена мала средина кој што треба да контролира, да казнува и така натаму. Затоа велам, ако сакаме да дојдеме до тоа ниво, ние можеме и вака. Не мора Европска унија, ќе одиме вака, ќе се движиме, но гледате како платите бавно растаат. Еве, вакви ситуации ни се случуваат. Ваму бил системот трул, онаму кај што ќе гребнеш не функционира. Ако сакаме најбрзо да достигнеме до тоа идеално ниво, тоа е ако пристапиме таму. И таму ќе не примаат во Европска унија тоеш кога ќе знаат дека овде се е исконтролирано, функционира безпрекорно. И тогаш граѓаните ги бидат задоволни. Не е во Европската унија, но одлично функционира. Да барем целиме да станеме мала Швајцарија, се шегувам. Данча, колку ве мотивираше да ја формирате платформата и нефункционалноста или функционалноста на системот како една мајка, па да создадете платформа која што е грижа за сите оние кои што се мајки, жени, кои сакаат да создаваат, да работат, а сепак и да се грижат за семејството? Така, благодарам за прашањето. Платформата всушност потекнува тоа што јас кога останав бремена и знаев дека нема да имам класична бременост и породилно отсуство, почнав низ интернет да пребарувам некои совети за тоа како да се справам со предизвиците како бремена жена и во првите денови во мајчинството, нешто што би било релевантно за нашето поднебје. Меѓутоа, се што најдов беа совети напишани од луѓе што претпоставам дека и не се родители, туку само им кажале пишувај на оваа тема и тие напишале и не можев да се водам јас според тие совети за нешто сензитивно. И затоа се потпрев на моето децениско искуство како контент креатор и си кажав, окей, штом нема такви совети, тогаш јас самата ќе ги создадам, базирајќи се на моето искуство како бремена жена и нова мајка. И не очекував искрено дека платформата буквално преку ноќ ќе стане навистина вирална. Мислев никој нема да се замара да го чита тоа што јас имам да го напишам. Иако претходно, иронично е тоа што кога сум пишувала за други фирми сум имала билионска гледаност на блогови, ама сметав дека никој нема да го чита моето напишано. Кога ја лансирав платформата, уште истиот ден стотици луѓе ми пишаа дека и тие сакаат да споделат свое искуство, затоа што да сватиле дека ова е безбедно место каде што отворено можат да кажат за своите проблеми, да разговараат за табу теми што ги имаат како родители, затоа што претходно не нашле каде би зборувале за овие теми. Сметат дека форумите не се соодветното место за тоа и навистина се радвам за популарноста што е стекна платформата и мислам дека тоа најмногу се должи бидејќи обработуваме табу теми, а не класични совети. Која е најголемата табу тема во овој сегмент кој што вие го работите? Па најголемата табу тема две се, вака се истакнале. Едната е како, например, абортусот или загубата на дете или неможноста да останеш бремена ти влијае врз твојата кариера, а другата тема е се препреките што ги добиваат новите мајки. Има тука еден феномен, мами трак. Тоа значи дека, например, кога една мајка има мало детенце, луѓето не ја перцепираат дека е способна за работа, сметат дека ќе биде дефокусирана, дека нема да може да се посвети на задачите, дека нема шанси она да биде менаџер затоа што нема да има време да се сноси со одговорностите. И всушност ние се бориме за тоа дека секоја жена може да биде и посветена мајка, но и да биде врвен професионалец, без разлика дали има мали деца, големи деца или допрва планира да има дечиња. Да. Ке се навратам на господинот Почварски. Имам уште малку време до рекламите, мислам доволно за да ни одговорите. Има многу прашања од јавноста кои што ние како гласот на народот да ви ги поставиме се разбира. Тоа е зошто политичарите не издвоја барем една плата за да донираат за сите она кој што се случи во Кучани. Непријатно ми е да ве прашам дали вие сте го направиле тоа, но ете, вашата партија. Добро, еве јас да кажам дека бидејќи сметав дека тоа е личен чин и дека не треба од тоа да се прави парада, посебно во вакво време и да објавуваме уплатници колку донираме и трансакциски сметки. Инаку јас лично донирав. Сум донирал и во други ситуации, не сум објавувал. Знам дека и пратеничката група на СДСМ со тие кои што разговарав дека генерално сите донира финансиски средства и истото го мислат дека не е тоа време сега да некој од ова прави политика, па ќе бидеме обвинети зошто ова се објавува, па
сметате ли дека со тоа сега треба политички да некој профитира? И јас искрено сметам дека не треба. И да го кажам личниот пример, пред 7-8 години кога бев градоначелник во една ситуација слична, кога се отвори тема во јавноста за донација, како прв човек во градот ме посоветуваа да освен што ќе се донира да се објави тоа на социјалните мрежи, бев искритикуван нормално од еден дел од луѓето. Еден дел поздравуваат, еден дел критикуваат. Зошто е објавено ова, треба ли сега да мислите дека треба да се фалите со ова и така натаму. И тоа ми било една поука во животот, дека кој што смета дека треба, тоа е личен чин да донира, и во оваа ситуација и во многу други сум донирал, но не сметам дека тоа треба да правиме театар, парада, да се надпреваруваме, да се фалиме, туку тоа треба да го чувствуваме во себе дека е моментот сега да се солидаризираме, да си помогнеме и да си подадеме рака еден на друг. Да, но се разбира да не го криете тоа во моменти кога ќе бидете прашани за тоа, како и сега. На првото прашање јас се одговорив, инаку до сега не го прашам. Да. СДСМ, дали донираше? Да, јас реков, пратениците на СДСМ донираа сите. Со тие кои што разговарав, генерално беа на истиот став дека треба да се донира и дека голем дел од нив веќе донирале, така што од тој аспект, граѓаните да знаат, бидејќи се вперува прстот често, неправедно, дали е кон пратеници, дали е кон граѓани, дали е кон било кој друг чинител во општеството, бидејќи се отвори таква тема, сепак и во име на сите да сакам да го дадам ставот. Да, ќе доживееме ли никогаш во Македонија политичките партии да се сплотат во вакви ситуации? Или секој да купува поени онака што смета дека треба? Јас мислам дека во овој момент СДСМ како опозициона партија покажа дека од ова не треба да се прави политичка хајка према било кој чинител, бидејќи е време на момент кога треба да бидеме заедно пред се со граѓаните, со сите чинители, дека не е време за политика. На никој не му е дошло денеска до политика. Јас и за тоа ми беше дилемата дали е денеска време да дојдам да разговараме или можеби наредната недела, но сепак сум овде заради тоа што добив покана и фер и честно е да се разговара. Сметам дека СДСМ како државотворна партија покажа дека ова не го искористи за политички пресметки и политички цели, секако дека ќе делуваме во иднина, ќе ги отвараме сите теми и прашања кои што партијата смета дека треба да ги отвори, но во тие 7 дена покажа дека, и тоа мислам дека го искоментира и од страна на владеачката гарнитура, дека генерално партиите се држат кон некаков непишан кодекс или правило дека во вакво време не треба. Иако во други ситуации не било така. Мислам тоа ќе го посведочат и граѓаните кога други биле во опозиција, како чекале само некаква заседа со некаква трагедија па да се бараат жртви и така натаму, но како и да е, треба да се менуваме и ова можеби покажува дека можеме да се менуваме кон подобро. Да. Имаме време само за уште едно прашање до Бојан. Кои други емоции се оправдани во вакви ситуации, вакви трагедии кои ќе ни се случат? Да, во овој момент најразлични емоции се појавуваат, бидејќи секој на различен начин поминува низ тој процес на оджалување, така што и самиот процес има различни фази каде што се појавуваат различни емоции. Например, чувството на вина. Многу луѓе сега што можеби биле блиски со жртвите, се чувствуваат дури виновни зошто се они тие што останале на некој начин. Или тој момент на сега постои оној срам дека доколку сега се насмееме, можеби тоа како на некој начин да не оддава почит. Значи многу такви емоции се појавуваат кај луѓето, исто бесот, лутината се бара постојано во оваа фаза, особено на почетокот, додека сме во таа некоја фаза на шок. Се бара кој е виновникот, постојано пробуваме да го впериме прстот во нешто, дали во системот, дали во некоја конкретна институција, бидејќи токму тоа е еден од начините за справување што е сосема нормален во оваа фаза. Се разбира, ќе зборуваме многу повеќе за емоциите откако ќе направиме кратка пауза за реклами, веднаш потоа се враќаме во студиото.